разговаравме, веројатно и тој ќе се извини. Некој пат човечките чувства веројатно поминуваат, јас го осудувам тоа. Кој да е, знам и себе да се прекорам некогаш кога ќе сгрешам. Новинарите само извршуваат својата функција, тие се сервис на граѓаните, тие ги пренесуваат сите активности од општеството, вклучително извршната власт, но и сите други сегменти на општественото живење и верувам дека ваква работа нема да се повтори. Значи веќе нема да испад на Антишов, освен тоа што како го коментирате, ајде. Дали тоа значи дека веќе нема да носи филмастери вице-премиерот на пресконференција со новинарите? Не, тоа не значи сигурно, заради тоа што тој како професор многу често го користи во неговата експликација и објаснување фломастерот, но верувам дека ќе продолжи да го користи за објаснување на тоа што го работи тој како потпредседател за економски прашања. Дали тоа треба да се свати како опит за цензура и демонстрирање на сила и мок пред новинарите? Не, ве молам никако да не го сватите. Нашата тенденција е да бидеме транспарентни до крај. Зборуваме за се во Македонија и сакаме за се да зборуваме. Дури и кога тоа е непријатно за владата, треба граѓаните да знаат. На тој начин веруваме дека ќе се поправиме. Немаме никакви други резерви, ниту делеми, ниту променети политики од тоа што е запишено во програмата и тоа што е нашиот однос. Луѓе сме, работиме и некој пат веруваме дека можеме да сгрешиме во ваквиот однос.